Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во шестото издание на емисијата Проверитас. Јас сум Александар Бичиклиски и ќе се потрудам и во ова издание на ова наша и ваша емисија да ви помогнам во истражувањето и пронаѓањето на лажните вести и во борбата за вистина. По тој повод, вечерва во Проверитас ни се придружува човек кој што чиј потпис, можам да кажем, одавна стои под некој од најострите анализи во оваа држава. Човекот е новинар, уредник, истражувач, што не се плаши да постави непријатни прашања и уште помалку да ги даде одговорите. Човек кој без малку една деценија ве предизвикува да заспиете, ако можете, се разбира. Добро вечер за Драган Милосавлјевич. Добро дојде. Добро вечер, Бичиклиски. Благодарам за убавите зборови. Во секој случај, секој наш гостин која доаѓа, пробуваме на некој начин да го опишеме како изгледа неговата професионална кариера. Портфолиото. Така, прилика ова е она што успевавме да го најдеме за тебе. Тоа што кажете, млад, перспективен експерт, како Да. викаат во оваа држава. Експерт, аналитичар. Тоа лепи најмногу експерт, вика, и ја лепи целата работа. експерт по општа пракса. Драго ми е што си вечерва овде гостин. Заспи ако можеш, натера многу луѓе да не заспијат и уште не заспиваат. Еден проект во време кога во Македонија имаше хибриден режим, кога имаше голем пад на сите оние скалила мерила на слободата на говор, кога се воведе на некој начин цензура и во традиционалните медии, меѓутоа и алтернативни, како што ги викаат. Во едно време на мрак многу машки тогаш игравте. Па да, може да се каже дека е така, иако не, сега човек како ги гледа работите, некој ќе рече претерувавте, некој ќе рече можеби премногу се дозволувавте, меѓутоа ние навистина сакавме во тоа време, невреме, дефинитивно, кое што следеше по едно време, кој што така го нарекуваа невреме, друга екипа, да кажеме како навистина стојат работите. Тоа беше време кога беше многу моќна онаа групација која што ги направи сите работи, што ги направи, да не ги повторуваме, да досадуваме со тоа. И требаше веројатно малку и храброст, малку и лудост да влезеш во приказната, меѓутоа ние настапивме од позиција, знаеш како, така е. Повеќе храбри или повеќе луди? Повеќе луди, јас мислам, меѓутоа одевме од со таа максима. Ќе кажуваме така како што е. Никого ние не пцуевме, никого не навредувавме, кажувавме како што е. И уште кажувате, претпоставувам. Апсолутно. Царот беше гол. Тоа беше и вистината. И тоа што огромен број луѓе се силеа себе си да се убедат дека царот не е гол, нас не ни даваше доволно убедување ние да се согласиме. Едноставно не беше така. Дали беше ризично, кога ќе ми текне дека сега излегуваат многу работи што се правело во позадината, дека имало и можеби некакви следења што мене ме запрепастува и обиди да се пронајдат било какви причини за да не омаловажаат, да направат од нас платеница или не знам што. Сега од оваа перспектива ми делува страшно. Тогаш воопшто не влегував со таа приказна во таа мисла во главата. Едноставно ние излеговме да зборуваме и да кажуваме како што е во многу специфичен момент. Да не зберам дека кажувавте вистината, тоа е најбитната работа. Така што ова твоја Проверитас име на емисијата апсолутно оди во таа насока. Вистината боли, вистината ослободува. Токму така, но и твојата емисија беше една од идеите и примерот како да ја создадеме токму оваа емисија, бидејќи се говори за вистината и уште се збори за тоа. Оно што ме интересира, ќе говориме денеска и за лажните вести, ќе говориме и за актуелните состојби. Да почнеме со лажните вести или да почнеме со актуелната состојба на Македонија? Што предлагаше како коуредник ми видиш денеска гостин? Ако зборуваме за лажни вести, треба да зборуваме само за тоа. Неколку емисии, 10. Ајде тогаш во овој додиме она што е најинтересно во Република Македонија. Кажи ми, како оценувате климата во Република Македонија после последните избори кои што се случија пред скоро една година, од кога има промена на власта во Република Македонија? Дали гледаш нова надеж, дали гледаш место за реформи, или ќе се повторуваат старите матрици? Народот е веќе уморен, сака нели нови работи, сака да почувствува нешто на своја кожа. Тоа е голема вистина. Огромен товар има актуелната влада на себе преземено. Мене ме нервира кога треба да повторувам нешто, меѓутоа тоа е навистина така огромен товар. Ние наследија тотално руинирани институции.
И јас не верував дека до таа мера, иако зборував за тоа, не верував дека до таа мера е отидено, меѓутоа се покажа дека токму така. Некој едноставно ги уништувал институциите на државата, може би дел несвесно, а за жал дел многу свесно со намера веројатно да ја доведат во една позиција на неодржливост. Дали медиумите на некој начин беа руинирани во овој Како не? период? Говорам со таа цензура, со тие притисоци кои што се Сега случуваат. тука имаш еден парадокс. Постојано се зборуваше за слободата на медиумите, како тие се слободени од режимот претходен, како никој не сме на никого да му каже нешто. Јас не знам како било во други медиуми. Факт е дека мене лично никој не ми се јавил од влада или не знам да ми рече слушај ти немој да зборуваш. Немало такво нешто. Имаше бойкот. Значи бойкот постоеше во смисол не ви доаѓаме. Не одговараме на ваши прашања. Што е типичен пример за недемократско однесување. Една позната реченица на еден политичар од лева ориентација во Македонија, некои прашања не заслужуваат одговор, да. Тоа не е лошо што може политичар. Па еве да јасна каже. Зоран Заевче кој открија една работа во 2021-втора, не сум сигурен, правеше отворен разговор во генералштабот. Не знам како го избраа генералштабот за место каде што тоа треба да се одржува со еден куп медиуми и мене ме викна. Некој што не бил во војска. Да, во генералштабот на отворено. Значи не внатре, туку во дворот. Потоа ми ја одземаа колата од пред генералштаб, не можам се уште да се изначудам за таа глупост, ми ја однесе пајак. Значи јас одам на пресконференција на разговор со премиерот и мене колата ми ја зема пајак и на војникот мукам зашто ми ја зема и пречело на некоја жена да сме живи и здрави, 2400 си платив и така натаму, но делот беше Како карта да си платил на тој настан. па така скапичка карта за некој фин концерт. Да. И секој имаше право да постави по 3 прашања отприлика, толку излегуваше бидејќи беа 10 на 15 медиуми, тоа МТВ го организираше. И јас го поставив прашање на тогашниот премиер Зоран Заев, зошто не доаѓате во Алфа? Одби да одговори. Се насмеа. Јас тут никогаш имаш обврска да одговараш. Апсолутно си јавна личност и човек кој обврска да одговара. Меѓутоа тие настапуваат позиција со вас ништо и она што мене се уште ме чуди, тие се уште ја игнорираат. Алфа и мојата емисија многу е тешко да дојдат, рече си неверојатно. Не одбиваат априори, не велат не ти доаѓам. Но ќе видиме, ме боли глава, со децата сум не знам каде, тие работи и потоа тоа си продолжува за вечни времења така. Генерално постоеше една фама дека се ослободени медиумите, а ми се чини дека токму во тоа време имаше најжестока цензура и најжестока автоцензура. Луѓето се плашеа да кажат дека ова што се случува не е во ред. Се во име на она дека ако кажеш дека нешто не е во ред, аха, ВМРО ли ќе го враќаме? Аха, режимот ли ќе го враќаме? И со таа максима се одеше постојано, особено младите новинари имаа голем проблем. Иако од првата година, извини што да прекинувам. Нема проблем. Иако во првата година на нивното владење веќе добивме хибриден режим во Македонија. Нели, после првата година Македонија беше во групата на држави во кој што има хибриден режим или наметнат, како ќе му да измислен вештачки. Да, хибриден режим можеме да го наречеме како сакаме. Работата со режимите е дали ти дозволува да живееш, постоиш, мислиш и кажуваш или не. Се друго е само изрази. Дали ќе се вика хибриден режим, дали ќе се вика црн режим, бел режим, не знам како, воопшто не е битно. Меѓутоа се постави една состојба во која што луѓето чувствуваат страф. После 27 април веќе стравот стана општо место во Македонија, за жал. И беше многу компликувано да се издржи. Но се вратиме на ова сега, ако може. Сега во овој момент имаме влада која што има страшен товар на плеките, на грбот, како се вика, затоа што мора и да ги обнови институциите, да ги застане на ноза, што е компликуван процес. Од друга страна се соочува со огромни очекувања на граѓаните, затоа што знаете како нормален човек, обичен човек, не сака да знае дали биле руинирани институциите или дали тој претходно не знам што направил. Тој вели ти си ми ветил резултати, молим те испорачи ми ги резултатите. Да, јас те плаќам. Јас те плаќам. Да. И на сето тоа имаш она бесмислена блокада што ја имаме од бугарите, една фашизоидна глупа, слободно ќе кажам, која што за жал Европа ја толерира и која што објективно не спречува во тој процес. И треба да имаш еден многу деликатен баланс во таа констелација, да имаш и вистинска реформа, и да не забегаш во некаков авторитаризам, и да им ги исполниш очекувањата на граѓаните, и некако да пронајдеш начин со Европа да најдеш заеднички јазик во овој или оној
контекст и на сето тоа да бидеш постојано под пресија дека некој нешто те обвинува дека правиш грешно, што е веќе нормална работа. Нема влада која што некој ќе рече браво, супер, сте најдобри. Такво нешто нема. А дали ценише во целата оваа година дека има обиди, конечно има обиди за, да речеме, деполитизација на институциите? Има ли реални чекори во тој правец? Особено често го потребуваме она трагедија која што ни се случи во Македонија. Да, справувањето со таа криза, во таа ситуација, како се справи владата. Да, многу прашања во исто време. Три по поред, едно маце скокна од едно на друго, ама нема проблем. Се надевам дека ќе бидат интересни. Еве што е по мене целата работа. Од една страна имате очекувања дека треба да се справат со сите рецидиви кои што останаа од претходното владење. Да. Од друга страна имате нормално очекување дека не можеш сега ти да ги бркаш луѓето, да ги истеруваш од работа, не знам, да ги елиминираш. И повторно тука тој деликатен баланс мора да се воспостави. Некои луѓе ќе ти речат што прават овие од власта, никога не избрка. Значи никога не избрка. Па не ни треба некого да избрка. Треба да се избрка некако се докаже дека правил криминал или правил погрешни работи, несовесно работа. Неоделна работа. И сето тоа, но тоа се работи кои што се процес. Тоа се работи кои што бараат и време и докази, бидејќи некој се обидува да создаде правна држава. Правна држава да создадеш во ситуација кога имаш правосудство со 2%, ако е и толку добар од граѓаните, е многу компликувана работа. Случајот Кочани е крајно индикативен за целата таа работа. Да, дали имаше тука правна држава, дали обвинува опозицијата дека имала селективна права да и слични работи и ДУИ и СДСМ. Па еве да го расчлениме, случајот Кочани има, колку што јас разбирам, не сум правник, се разбирам, меѓутоа колку што разбирам има два контексти. Едниот е директната вина на луѓето кои што неодговорно се однесувале собственикот и тие околу него, и индиректната вина на институциите на системот кои што му дозволувале со подкуп, со врски, со привилегии да ги добие сите оние документи, лажни секакви, со кои што ќе може да работи. А кога се однесува до директните виновници, работата мислам дека беше експедитивна. Веднаш што се вели од несреќата во АПС. Овие другите исто така што ги уапсија, мислам дека беше прилично брзо и ефикасно. Моментот за селективност секогаш ќе биде искористен од опозицијата, било која опозиција, се разбира, затоа што така им одговара. Меѓутоа, ако собереме колку луѓе се опсени и кој од каде е, ќе видите дека речиси баланс е направен. Уапсени се и ВБРовци, и СДСМовци, и македонци, и еден албанец или двајца, не сум сигурен, иако дујќи ти каже уапси албанецот затоа што е албанец. Цела кампања има, кој е следен вик? Апсолутно. Еден следен албанец е за апсење, има таква кампања. Па човекот е уапсен затоа што индиректно влијаел на нешто што не смел да се дозволи да го направат сега. Повторно тоа место на тоа место одговорен, тоа му е работа. Можел да се вика Ѓоко. Да. Можел да се вика Жарко, Драган. Тоа е тоа, едноставно си бил неодговорен, нека докаже системот дека си виновен, нека те осуди, или нека не докаже, ќе го пуштат. А не да сега биде ќе ги апсите албанците за несреќата во Кочани. Мислам, но тоа е политика која што веќе не минува. Дури и кај најона радикалните структури веќе не проаѓа бидејќи е премногу наивно. Премногу наивно, а мислам дека ние како нација веќе пораснавме во голем степен и не може никој да не ги продава тие приказни туку така. И не можеш веќе и обичниот граѓанин гласаш да го излажеш без не е тоа веќе македонец, албанец, за 30 и кусор години луѓето чудно колку многу пораснаа ментално и демократски ако сакаме. Ама на потешкиот начин мора да признаеш. Ние секогаш на потешкиот начин. Обично е така. Тоа е судбината. Но не е важно. Не се зборуваме дека системот ми се жени функционира. Да. Нормално има еден огромен гап меѓу тоа што се нарекува систем МВР и систем обвинителство. Луѓето мора да разберат дека тоа се два различни инструменти, тоа се два различни системи на власт. Значи, обвинителството суштински е независно од власта која што функционира во смисол на влада и меѓутоа имате многу подлабок проблем во тоа во обвинителство. Тоа обвинителство е во огромен број поставено од луѓето од минатата власт. Тоа обвинителство, да не заборавиме, пред Кочани, јавниот обвинител Коцевски беше буквално на чекор од разрешување.
И сега му е дадена шанса да спаси дел од својот углед, дел од својот интегритет со тоа што ќе покаже овдека максимална експедитивност, вистинска работа и професионалност. Многу тешка работа и за него, затоа што си ги знае луѓето со кои што работи. Власта ми се чини, зборам за извршната власт, не му се меша. Не гледам дека му се меша. Нема ни како да му се меша. Тоа е реалноста. И тоа е добро. Во демократска некоја констелација тоа е правилно. Проблемот е што колку ова обвинителство ќе и судството понатаму ќе завршат својата работа како што треба. И плюс имате еден нов парадокс. Многу важен парадокс. Обвинителството кое што е поставено од ДУИ и од СДСМ, не го обвинува, луѓе кои што се дел од овие две партии, и овие две партии велат дека обвинителството на ВМРО ги апси нив затоа што се опозиција. Па не може да ги апси едноставно обвинителство кое што тие го поставиле. Тие едноставно мора да го направат тоа што мора да го направат во овој момент. Немаат како едноставно. Така размислуваат, нели, во тој период, меѓутоа еден голем парадокс е кога говориш председател на политичка партија кој што е професор по право, во сред истрага бара оставка од министерот на полиција. Да, се разбира. Се тоа е елементарно непознавање на својата работа или се Не работи за елементарно. блеф политички вака некој? Какво нема не се неписмени. Еве како може да си дозволи сам на себе си плука практично. Вели дека нели од една страна е професор кој што го брани правото и сите тие останати работи Сега и јасно му е зборуваш за левица, за левица, да, апација. и автоматски тој доаѓа на седница и вика Панче е крив во сред истрага, треба да му се земе оставка да се направи. Левица функционира, ми се чини, на еден сосема поинаков принцип. Тие се надвор од системот. Односно, ги имаат привилегиите на системот, земаат пари од државата, и како пратеници, и како партија што добиваат се, меѓутоа тие сакаат да изигруваат анти-мејнстрим и тие одат на, мене ми се чини, на една логика и тактика на бушење, па кому иде. Ако успееме добро, па и не секако ќе добиеме. Што Кај мал дел Србите ако проđe, нели? Така, Кај некои луѓе ќе пројде добро. Оставка на министерот за внатрешни работи. Топ, супер. Кој е крив? Министерот за внатрешни работи. Ако не беше тој, ќе беше министерот за финансии. Министерот за бире, за одбрана. Некој е виновен. И имаше токму се бараше винака многу луѓе на почетокот. Зборуваме за кризата во Кочани, но мора да признаеме дека имаше и многу обиди во почетокот, говорам нека вас традиционалните медиуми, како што се телевизиите, радијата, нели останатите, имаше многу обиди и имаше пласирање на многу лажни вести во тој период. За жал да. Нели број на загинати луѓе и сите тие останати работи. Како се справи институциите и како се справивте вие традиционалните медиуми со таа работа? Тоа е стравичен проблем, меѓутоа тој проблем произлегува од слободата на социјалните мрежи. Многу компликувана работа. Слобода или злоупотреба? Јас уште не знам што е. Слободата овозможува злоупотреба. Тоа е основата. Многу е тешко од една страна, кога би направил некој глупост да се обиде да ги блокира социјалните мрежи. Тоа би било револуција. Како тоа ти да ги блокираш? Слободата на луѓето. Од друга страна, тие се нерегулирани. И таму секој може да каже се што ќе му падне на памет. Феноменално место се за истурење на лажни вести. И тоа беше грозно да се гледа. Што да помислиш? Јас доаѓам на работа вечерта и велат има 59 мртви. 59 официјално. Се јавувам во министерство луѓе дали се 59 и ми вика толку се. Или 58, се не ме фаќа во првиот момент. Отвараш еден ти вика 120 се. 120. Друг вика јас видов една докторката и кажала пријателката која што била таму 200 мртви. Ги видела. Да. Па фалат луѓе, па во тој момент, во тој момент сите се наоѓаат во една ситуација. Прво и 59 се страшна бројка. Ние со тоа трагедија ќе живееме, јас реков со децении. Но таквото едноставно, безобразно калкулирање со бројот на мртви и тоа лешинарење во еден момент се работи. Еден дел од тие луѓе се класични манијаци. Тоа се манијаци кои што сакаат да украдат слава 3 секунди. Меѓутоа тука веднаш се види дека има и организирани ликови, програмски, кои што се обидуваат да создадат уште поголема травма, уште поголема нервоза со надеж дека ќе профитираат на овој или на оној начин. Во тој момент беше многу тешко. Ние одлучивме, и мислам дека тоа го направија сите професионални медиуми, да одиме исклучиво според тоа што го кажуваат официјалните власти. Толку повредени, толку загинати, толку таму, и се покажа дека тоа е точно. Таа глупост траеше 2-3 дена. Потоа едноставно стана јасно
се одеше до глупости, власта ги крие, не баре 59 луѓе, окей, ќе пројдат. И не баре сме пола милиарда. Да, па сега во Индија паднал автобусот, не мислам, не де Боже, сега тоа страшно. Но сакам да кажам, се виде дека целата таа пројава на лажни вести не може да пројде, затоа што едноставно Кочани е град од неколку илјади луѓе. И околината таму, ти не можеш тие луѓе, тие мајки, освен што им создадува неверојатен страв. Може да замислиш, детето во тој момент ти е во болница, ти немаш појма, а некој будала напишал 200 мртви. Што да помисли таа мајка? Што да помисли тој татко? Мене ми е целосно јасно. Ме се чини дека професионалните медиуми останаа со ладна глава и го испочитуваа тоа што се бараше од нив во тој момент и власта, моје мислење се разбира, покажа, и тоа беше многу важно, дека системот може да функционира кога мора. Тажно е што моравме да се чекаме кога мора да профункционира. Да се случи нешто Во вакво. Германија функционира секогаш. Тоа е работа, тоа е државата таа што е. Ние покажавме и доктори, и полиција, и пожарникари, и сите што учествувале, И професионални медиуми кои што помогнаа да не се Така дигне тензија, паника и сите останати Сите покажа ниво. Сите покажа како треба да се сработи. Јас за докторите си имам капа. Значи, мене ми кажуваа доктори дека никој не ги викнал на работа, во 3:30 наутро сите станали и отишле на работа. Така се прави. Значи тоа е Па и оној човек што почина, што тоа што возеше почина, што ги возел возилото. 24 сати. Каква жртва е тоа? Но сакам да кажам, државата, системот организирано природно се склопи затоа што во голема несреќа нема друг начин. И тоа покажа дека државата има голем потенцијал. Ова сега што оди понатаму, како проаѓа времето, од една страна раните ќе треба многу време да зараснат, од друга страна ќе му останува и на обвинителството и на органите на прогон да завршат работата максимално добро, затоа што нема да има поправен испит. Но според мене маварај на ниво. Сега Панче колку е заслужен и незаслужен веројатно е, тој е министер, но дека целиот систем функционираше, тоа е факт. Се виде, еве напомена дека алтернативните медиуми или нели подкасти и слични работи одеа се појавија многу лажни вести. Не ги кудам, меѓутоа заради таа нерегулираност, Тоа сакам токму да те прашам, дали е решение да се регулираат на некој начин Јас сум за. или е тоа обид за сериозна цензура, што мислиш? нема цензура во регулација. Пробаа да го цензурираат, нели, Трамп, кога беше, ама некако не успеа. Се види како тоа завршува. И тоа се обидува да го цензурираат најмокните луѓе во светот. Не го цензурираат некои аматери. Значи најдобрите од најдобрите во занаетот. Не може. Не може, со Твитер ги доби. Мислам колку да е смешно, 2025 година е Твитер ги доби сите други. Токму така на изборите во Америка може да се Твитер каже. ги доби сите други. Јас сум против цензура било каква, но за регулација апсолутно. Регулацијата кажува да кажеш кој си ти што го работиш ова, зошто, како, на кој начин, плакаш ли даноци или што треба да платиш и доказ дека тоа што го изнесуваш како факт, како тврдење, како теза е подкрепено со нешто. Ако ти шириш паника, ако ти шириш раздор, треба да одговараш исто како јас. Па мене исто така кога ќе кажам нешто што можеби не е точно или погрешно интерпретирано или на некој не ми се допаѓа, веднаш ми доаѓа барање за извинување. На суд бев, еден ме судеше затоа што некој во моја емисија кажал нешто. Јас бев тужен затоа што кажал друг човек во моја емисија. Затоа што сум дозволил да каже. До таа мера оди она контралогика. Има некои небулози во целата таа приказна. Јас кога бев портпарол на партија, кривични пријави лично мене ме тужија, не партијата. Така беше законот. Урбаната легенда вели дека Бичиклиски има многу кривични пријави. Па станаа после прекршосни. Така. Меѓутоа тоа е се учење, тоа е се школа, училиште на животот. Но регулацијата е неминовна. Затоа што ние уште сме во таа фаза, па и светот се уште е во фаза кога ова се уште е алтернативно. Самото име кажува, се уште се допрва треба да се регулира, некој очекува да се саморегулира. Но саморегулацијата, за која што инсистираат многу луѓе, не е баш секогаш адекватна, затоа што за саморегулација треба и самосвест. Треба етика. Да тргнеме од себе, како велат, за таа работа. Еве гледаме дека некој не го права тоа. Со многу голема едноставност вадат какви сакаат. Еве на Facebook ќе извади некој пост
Ќе го запали Фејсбукот со тоа. Апсолутно. И после тоа како да го демантираш тоа? Не знам. Не постои Не постои начин, така? И да го демантираш што со тоа. Во првите 5 минути со малку пари тоа се шири како лавина, тоа се шири како торнадо. Го прифатат ли неколку медиуми и го пуштат, готово. Цела држава го знае. Потоа ти објаснувај се. Не е така, на никој не му е Да гајле. говориш, таа приказна може да се прошири претежно на мрежите, социјални. Тешко таква работа влегува во традиционален медиум професионален, Не, пошто во професионалните нели тешко. имате системи на проверка. Во професионалните е тешко ако се почитуваат стандардите и правилата. Но види, се повеќе и повеќе е факт дека тоа што го нарекуваш алтернативни медиуми и социјални мрежи станува многу сериозен импакт. Многу сериозен фактор. Едноставно така е. Човек се буди од сабајле и не вика дај да видам што има на канал 5. На памет зборам. Вестник да читам Да, конечно на времето. нема теорија. Човек се буди и уклучува Facebook. И тамо го торпедираат. Ба. Потоа треба многу волја и желба сето тоа да го разграничиш, растлениш, анализираш, да отфрлиш што не ти се допаѓа, да отфрлиш што мислиш дека е лажно и погрешно. Изворот кој е Па каде. ето, тоа не може секој да го прави. Човек отвара и гледа. Јас денеска ќе добиам 30 информации, од нив 25 се чисти глупости. Па нели се закачија за една информација со грозјата што беше некој шампањ Некој нашто продавал, да. се прошири онака дури Ете, за 1 април. на За 1 април. 1 април порталот што се шегувал, дури името на човекот што го измислил и така натаму, го прифатија без никаква проверка. За потоа да се види дека целата приказна е шарена лага, се разбира. Но пројде, еден ден беше забавно, но тоа не е опасно. Што е нешто што е бенигно. Дали Многу е пострашно кога ти, може да мислиш некој утре каже авион падне. Тоа не дај Боже. Да. Во лажни вести, лажни креации, впрочем и надвор и од медиумите во Македонија во последно време се случуваат многу слични приказни со оние лажни совраќајки, нешто им се јавуваат на луѓе, па лажни лекарства што Па бавара секој ден објавува предупредување, луѓе не наседнуваат и луѓето повторно наседнуваат. Едноставно тоа е слабоста на човечкиот карактер. Како, например, Орсон Велс кога направи паника во Њујорк дека Феноменално. подземјани нели Така стидени е, така тоа е натаму. феноменално, меѓутоа тоа е експеримент еден кој што покажува колку луѓето лесно се примамуваат на сензации. Па, кој победува денеска кај нас, вистината или наративот? Мислам дека борбата е остра, многу остра. Се плашам дека наративот, лагата, измислените се држат добро. Долгорочно мислам дека не, ќе се најде начин како сето тоа да се регулира со време. Ќе се го губат кредибилитетот самите, меѓутоа со некоја лажна вест може да направат некој да има погрешно мислење за одредена институција, да го намали кредибилитетот. Апсолутно. Тоа е многу опасно. Тоа е организирано. Обичен манијак кој што лови глупости, кој што сака 3 секунди слава, тој не размислува така длабоко. Тој само изфрла нешто. Јас чув, ми кажаа. Другарот на тетката на братовчедот рече. Ова ти мене ќе ми кажеш, внимавајте се ти сега мене ќе ми кажеш. Или мене ќе ми кажеш. Овие што се организирани се нешто друго, затоа што тоа е концепт, тоа е разработено. Еден го шири на Твитер, друг го шири на Фејсбук, трет го шири на Инстаграм, еден има пријател му подвалува во некој сајт, на некој медиумче, некој се обидува да го протне тоа во оние разговори што одат на телевизии со Сакаш да кажеш дека границата меѓу пропагандата, маркетингот многу е тенка, многу и се преплетува едно во друго. Борбата ќе биде мислечени долгорочна, но на среден рок ќе изгубат, затоа што кредибилитетот многу тешко се стекнува, многу лесно се губи, многу лесно. Еднаш, два пати, три пати се оди на варијанта на кратко паметење на граѓаните. Не е важно што сум направил јас, не знам ова време, сега да ви кажам сега како е и навистина има некој показалец дека Па и доктрина одредени политички партии во Македонија се тоа апсолутно. Се покажува дека краткото паметење на граѓаните дава резултат затоа што сме ние преторпедирани со нови и нови информации. Преторпедирани. Се смеевме во времето на претходната влада, имаше скандали секој ден по 2, по 3. После една недела, најголемиот скандал стануваше второразредно прашање. Затоа што уште 20 имаше по тоа. Не можеш да ги следиш. Не можеш да дневна база не можеш да Ние стигнеш. се прашувавме дали е намерно половина од скандалите ги прават за да те збунат, за да се изгубиш. Не е возможно толку многу да ги има. Така што ова е во тој правец. Ќе го покрие нешто ново, меѓутоа Секој чудо за 3 дена, како викаат кај нас, ко Боже, нели? така, но не е така.
Така е, но не е така. На крајот на денот ние сите мораме да излеземе како општество кое што ќе ги надрасне овие болести. Што мислиш, кој е најголем креатор на лажни вести во Македонија? Партии, медиуми, луѓе на политички мрежи, како се вика, дигитални креатори и така натаму. Ботови се разбира, тоа го спомнувам веќе, ботови се организирани луѓе кои што не нужно работат за партија, меѓутоа најчесто кои што имаат задача, буквално имаат задача, што треба да измислат, што треба да тие се малку попаметни, тие играат со полувистини, полулаги. Затоа што ако е гола лага, тоа брзо. Полувистина. Негде нешто во информацијата веројатно е точно. Точно, ама нели си Ама додава нешто после... странично, а потоа ти пумпаш. Плюс тоа се добро организирани затоа што на стратешки места има нjihoви луѓе. Знаат како да се шират, знаат како да го представуваат тоа, знаат да бидат фини во изразот. Ухлебени 30 години апсолутно. На некој што ги плаќа онака. Тоа се луѓе кои што знаат да се изразат, знаат да напишат да делува нормално, да делува окей, да не речат стоеве простак што го пишува. Тоа се луѓе кои што веднаш добиваат поддршка од други поддржувачи, кои што викаат аха. Тоа е еден Титулата им многу се менува од емисија во емисија. Се разбира. Негде Се политички разбира. експерт по ова. по потреба, експерти по општа пракса и експерти по општа да, пракса. многу ми се допаѓа тоа, да. И со нив борбата ќе биде ми се чини подолгорочна, но не може. Не може вечно да трае. Едноставно ќе ги надраснеме. Дали треба да се преслика системот во овие, условно кажано, алтернативни медиуми со регулација со закон, кој што го има и во традиционалните медиуми? Јас Значи, сум за. да има редакција, да има Апсолутно. уредник, да има проверка на вести, да се потпишеш доле кога Апсолутно. направиш Јас нешто. никогаш не можам да разберам кога човек ќе напише текст и не го потпишува. Тоа не можам да го разберам, искрено ти кажам. Не зборам за гола вест. Да. Зборувам за текст кој што е анализа, кој што е прашање кон некој институција или владар некој. Кажи кој си ти. Ние имаме елементарен проблем дека луѓето мене ми се јавуваат луѓе, еве ќе ти кажам, и вадат неверојатни работи, информации, афери, скандали. Јас му велам, добро, повели. Дојди и кажи го. кажи. Не, јас не, да бидам анонимен. Твоја мака е, друже, твоја мака е. Тебе те мачат. Искочи, биди храбар, кажи што мислиш. Што имаш да изгубиш? Некој ти се качил на врат, те дави, тебе и твоето семејство, излези и кажи. Не ти кажи го место мене. Зошто јас да го кажам место тебе? Имав еден, морам да го спомнам еден случај што никогаш нема да го заборам, се јава една госпоѓа, добар ден. Од Сингилиц. Од Ченто. Сингилици го викаат постаро. Асамбеј, тие што знаат и за да. Асамбеј. Некој човек им го блокирал, собственик на куќа, им го блокирал патот на другите куќи. Им го блокирал патот затоа што така му текнало. Од сега понатаму никој нема да поминува по овој пат, ја така кажав. Може замислиш како се леѓи. Се бунеле. Кото тамо певаме текнано на сцената. Така. Кога го слуша. Се бунеле, овој им рекол, добра, поминете ако смеете. Ќе видиме ние. Сега тоа е еден човек, они се 30 души. Викам, добро, што направивте околу тоа? Па еве се јавуваме. Сите 30, дојдете, викам, јас трчам со камера тамо, да ве снимам, да кажете, не, за не спомнете да не има со камера. Луѓе, добри, па тој вашиот манијак, вас е малтретира, не мене. Јас ли треба да отидам? Вие треба да кажете, мене овој човек ми блокира да живеам. Не ми дозволува да си влезам дома. Може замислиш како елементарно право ми ускратува. Уставно право, човечко право, затоа што е секако силеџија. право. Ама ние нема да кажеме, ти кажи за нас. И тој облик на страф мора да се надмине. Знаете колку е тешко? Младите колеги викаат, знаеш ли колку е тешко на луѓето да им направиш обична анкета. Се пријавуваат пензионери само. И тоа треба да најдеш одредено место во градов каде што можеш да ги уловиш. Така е. Као Жена парк, Пазари, Пензионери. Пензионери зборам, да. Обичен човек вика, бегај, немој мене. И се плаши. А од што? Прашањата не се објави ми ти колку е 248 на, како се вика, на трета, минус не знам што. Друже, што мислиш за државава? Не знам. Скапли ти е патличанот, аман. Добро ли ти е дома, водата како? Знаеш, прашањата се оние обични, нормални. А истите тие, кога се на слава или некоја прослава, Ја се да ви први за кажам. политика. Ја да ви кажам, тука во моментот. Имам човек. човек да ми кажа. И оне најако, сум седал со тој, ја ги знам, ја ги израснав. Да, ја ги израснав, мои деца се. Да, обично ги видел на улица еднаш. Кажи ми вака во општа форма, македонското новинарство е една многу интересна работа. Ептен. Свака феномен еден 30 години што се, нели, какви се не медиуми имаше во Македонија, какви се не луѓе се појавија.
Каде ни е патот последниве 5 години? Каде се движиме како општо, како еснав, како занаед новинарство во Македонија? Горе доле работава е топло, ладно. Ова може да се подели исто така на два, на три дури наративи. Едниот е има се помалку млади луѓе што сакаат да влезат во приказната. И тоа е жално. Значи се помалку млади луѓе сакаат да станат. Што е стравот или слабо платено? Слабо платено. Слабо платено. Мислам дека е слабо платено, не гледаат перспективава таа работа. И тука основата е во тоа, второто е несигурност. Гледаме како медиуми пропаѓаат за кратко, како се губи работа. Тоа е едниот аспект. Вториот аспект е тоа што го нарекуваме учење кој што доаѓа со времето. Технолошки заостануваме. Кога ќе погледнеш, не знам, не многу далеко, Хрвата види го. Хрватите се не онде. Не можеме да се мериме. Светлосни години. А онде се, од иста држава излегуваме. Не можеш да се мериш. Технолошки се многу подобри. Но и Србија, не Хрватска, И Србија, да. Србија, Албанија има неверојатни ток-шоуа кога гледам, страшно изгледаат онака. Тоа бара организација, тоа бара многу работа. Кој што очигледно ние овдека не можеме да си го дозволиме, односно не може да си го дозволат газите ако сме реални или неќе да си го дозволат. И имаш она борба сам со себе секогаш да останеш на своето. Човек мора да се скара со уредникот, ако си новинар. Уредникот мора да се испокара со директорот, затоа што директорот има некои своји визии. Директорот па мора да се испокара со газата кој што има некоја сопствена приказна која што и тоа е многу компликувано. Од друга страна, јавноста е немилосрдна. Според мене новинарите се едни од најплуканите народи, како се вика, најплуканите групи во Македонија. Новинарите се криви за се, знаеш и сам. Секогаш да. Колку и политичарите речиси. Новинар, па тоа е вреќа за тепање. За се виновни, за се глупи, ништо не знае, Еве го што збори се, кажува. еве го што збори. Па не е така по цела. Мојата супруга прво време се вознемируваше. Што ме навредуваат, што ме пцујат. Потоа Тоа прифати. сакам да те прашам. Си имал притисоци, закани, такви форми на Закани, анонимни и глупави, да. Да, закани. Ама, знаеш, кога кивиш анонимец, тој е кукавец. Тоа се случило некојаш повик, ало, не го пуштај тоа. Не го кажувај. Но таа борба е веќе сам со себе. Или го правиш, или не го правиш. Тоа е многу важно. А овие навреди, глуп си, дебел си. Знаеш, кога не можеш да кажат дебел сум се, што да правам? Може и ќе ослов. А со глупите што правиме? А со глупите што правиме? Така. Ваков си, таков си, лажеш, платеник, кој ти ги дава парите? На новинари им се случува Па Драган има 4 стана, 5 коли. 9, да. На новинар му се случува во ист ден да биде и СДСМ-овец, и ВМРО-вец, и ДУИ, и за Трамп, и за Бајден, и за Путин. То не можеш да го прогледаш за кого си. Знаеш, тоа е една... И со тоа треба да живееш. Не може секој. Да. Мора да бидеш опериран од многу работи, да сватиш дека јавната професија е таква и да живееш едноставно со таа работа и да останеш колку што е возможно скромен. Знаеш во кој смисол скромен? Новинарот има една многу проклета, во Македонија особено, ситуација. Премногу е мала земјата и многу лесно се доаѓа до луѓе на високи позиции. Зами пример во Америка, новинарот Вајоминг, тој никогаш нема да го види Трамп во животот. Да. Конгресменот ќе го види од својата држава еднаш, два пати. И никогаш повеќе. Во Македонија, ако си новинар во Скопје, па ти дневно имаш однос со тројца министри. И тоа создава една илузија дека покрај нивната моќ ти некако стануваш моќен. Но тоа илузија, тоа не е така. Тој е министер, ти си само пренесувач на мислење. Ако не знаеш да се носиш со тоа, почнеш да веруваш дека ти си тој што решава, ти си тој што одлучува. И тука веќе стануваш жртва на собствените илузии и почнуваш да се однесуваш така. Не. Христијан Мицкоски е пример. Тој така. Претходно беше, како се викаше, го заборавив. Ковачевски. Да. После ќе биде некој друг. Ако си мангуп, излези и ти на избори, доби ги изборите, стани. Победи До тогаш си новинар кој што пренесува мислење. Затоа што некој министер ти вика како си другарче, а знаа да биде така фини, кога ќе те сретат на улица, здраво, Да, како си? со гушкање. За гушкање со се, ти да помислиш, вау, па јас се прашувам овде. Не се прашувам. Јас сум некој фактор, нели, битен. Не си. Не си. Едноставно не си. Кога ќе се соживееш со фактот дека не си, викаш аха,
И тука се враќаш во нормала и почнеш да размислуваш. И стануваш нормален како што треба да се работи Како што треба. на земја призем. Сакам да кажам, тоа е комплексно прашање, но си знаат сите новинари. Па, кога сме околу целава приказна со медиумите, еве кажа која тежина ја носите вие кога информирате во еден ден се случува да видиш што викаш означен како член на 3 политички партии. Но што правиме со другата страна? Која е одговорноста на корисниците на овие информации? Дали они се однесуваат вака и помагаат во креирањето на лоши вести и лоши информации понатаму се пренесат? Многу убаво прашање. Никаква одговорност. Тој само ја прима информацијата и смета дека тоа е негово уставно и е право да прима информации, тие информации да бидат точни, прецизни, професионални и секако што треба, а потоа тој да се извлече заклучоци. И тоа е така. Меѓутоа времето, ерата во која што живееме дозволува секој да го истресе и својот комплекс и својата фрустрација каде што сакан. Веќе не на свадба. Веќе не само на свадба. Веќе не само пред кооперација. Него буквално во јавност. Да се чудиш какви луѓе живеат околу нас. Да се чудиш какви луѓе живеат околу нас. Еве, јас мислев 40 години мислев дека сме имаме многу мал процент на лудаци. Последниве неколку години мислам, машала, па ги имаме ние и повеќе. Има една, прочитав еден статус многу интересен на Facebook, па токму во врска со ова, вика, додека не беа социјалниве мрежи, вика, во моето семејство знае, само моето семејство знаеше дека сум луд. Сега знаат сите, Сега вика, сите знаат, да. Одговорноста е клучот. Возрасен човек, особено возрасен човек. Како сака нека го свати ова, во најконзервативна смисла. Возрасен семеен човек, не е нужно да бидеш семеен, меѓутоа, кој што има се смета себе си за озбилен, за сериозен, за организиран човек, не смее да си дозволи прво да го прават будала, второ да учествува во правење будали на другите. Тоа си прави штета на себе, прави штета на општеството. За жал, многу луѓе со седи коси, за жал, многу луѓе кои што имаат портфолио дури и сериозно, ќе прочиташ дека во животот бил се и се што, излегуваат со такви небулозни тврдења, со такви глупости по времено што човек страв да го фати. Што останува тогаш за оној што стварно седи пред кооперација со мартаделата и со ракијата? Што е причината на тоа? Дали некој, што знам, рецидиви на размислување од претходниот систем, кој што го имавме ке тие луѓе бардови, говориме на новинарството, кои што на стари години сега ти се префрлува. Да не употребам тежок збор, да не употребам нели се глупираат и прават одредени работи. Дали е причината таа сервилност која што имале во претходниот систем, па сега имаат повторно таа сервилност кон некого, или сакам да кажам, никогаш не биле независни новинари, туку секогаш имале газда. Тоа е за жалење, бичеклиски морам да идеолошки газда, говорам и финансиски, и е за жалење. Како да објасниме дека еден новинар кој што има кариера во наводници од 3 до 5 години е 5 пати по-професионален од тој што има кариера од 30-40 години? Како да го објасниме тој факт? Затоа што ова младо момче или ова млада девојка држи до себе, секој ден трпи притисоци, се расправа, инсистира да остане на своето и потоа гледате човек на 65 години, на 70 дури, како најлигаво, најбесрамно му се додворува на некаков лидер на партија или на некој бизнисмен или на некој шефче тамо и се обидува да ја брани неговата позиција дури и кога е тотално необранлива. Ама тотално неодбранлива, кога е на рап на велепредавство, кога е на рап на зло. И се брани со една жолч, со една агресија, хистерија, со агресија, со прогласување на секој друг дека е ваков, таков, непријател, фашист, манијак, заостана, терорист, што и да е. Не бањат. И се прашуваш што е во таа глава. 1000 евра нека се во прашање, 2, 3, 5. Навистина ли ти требаат? До таа мера. До таа мера, после 30-40 години кариера, до таа мера да се извалкаш и буквално да покажеш дека ти всушност уште од 80 години си бил ова. Знаеш, ова. Пренесуваш класник. Да си пренесуваш, окей, него свесен учесник во манипулации и во злоупотреба. Мене лично ми се гади малку тие колеги. И жал ми е, затоа што некој од нив па и ги познавам лично, жал ми е што дошле на тоа ниво, на тоа дереже. Пред емисијава ти кажав, ги гледав како млади, им се восхитував и сега како што стареат, викам, Господе Боже, зар јас вака ќе завршам еден ден во мојата кариера да на овие години вака да се однесуваш. На никој не би могол посакал. Јас исто. Едноставно тоа е и многу добро го забележал. Веројатно е резултат на оној стар систем во кој што тоа бил начинот. Тоа бил начинот. За да бидеш подобен. Нема друго, да. Кога сме кај подобни, неподобни,
колку е присутна политичката поларизација во медиумите во Македонија Многу. и колку штети тоа на граѓаните. Јас уште немам сретнато некој во Македонија да каже, да излезе да рече јас сум што знам експерт, новинар, десно ориентиран и ги следам и ги бранам ставовите на таа политичка опција или сум се излегуваат експерти независни па Тоа е прашање на повторно на зрење. Ќе ти кажам зошто. Според мене, во Грција, суседна Грција, сосема јасно се поставени работи. Точно се знае кој медиум и на која страна се. Кој е за Пасок, кој е за Нова демократија, кој е за Сириза. Во САД, апсолутно, точно знаете кои се демократи и кои се републиканци. Нема никаква и никој едноставно мора да се свати дека и новинарот е човек кој што има своји убедувања и природно е своите убедувања да ги насочува заедно со тие кои што размислуваат слично нормално околу него. принцип имам во животот, па поблиски ми се овие принципи од Кај овие- нас тоа е ставено од старт како нешто табу, нешто забрането и сите сме независни. Независност постои во делот каде што морам да ги пренесам информациите такви какви што се. Ако господинот Венко Филипче каже тоа што ќе го каже, јас не можам да лажам дека кажал нешто друго. Тоа си е тоа. Мора. Ако господинот Мицкоски каже нешто, кажам тоа што го кажува. Тоа се информации. Ако се случило тоа и тоа, мора да се пренесе. Ако некој е обвинет, мора да се слушне неговата страна. Ама ако ја коментираш изјавата конкретно на тој, тоа Тоа веќе е коментатор. сосема нешто друго. И тогаш треба да кажеш дека си коментатор, И не новинар. знам зашто кај нас постои тој страв во медиумите да се каже дека да, ние не партиски, но идеолошки Да. се движиме кон одредена страна. Зошто да не? Забрането ли да се чувствувам конзервативно или либерално? Ама на крајот од денот и ти гласаш како новинар на Имено. ден на избори. Ема веднаш Треба ќе да ти речеш, одбереш. да, ама ти имаш обврска пред граѓаните. Јас имам обврска пред граѓаните да го кажам фактот. Моето мислење за тоа не мора да се согласува со твоето мислење. Не мора да се согласува со ничие мислење. Но многу е почесно да го чуеш моето искрено мислење отколку да тврдам дека сум независен во целата таа. Значи, повторно ќе велам, независноста постои кај најголем дел од медиумите во смисол на пренесувањето на информации. За другото постои став, кој што меѓутоа имаме и професионални правила. Тоа се вика коментар. Јасно заведен како коментар. Новинар коментар, Така е, коментатор. коментатор. И тоа е во ред. Тоа е најголемото звање во BBC. Па така е. И нема сега тука многу што филозофија, но и ова треба да го надраснеме со време и мислам дека ќе дојде тој период. Не може да биде срамота да бидеш ти уверен во нешто. Тоа што си на крајот на криштата. И многу искрен ќе бидеш и пред себе и пред луѓето. Апсолутно. И луѓето тогаш почнат ќе те примаат. Затоа што вика да овој човек брани нешто во кое што верува. А токму вака се менува свеста кај публиката за да препознава што е правилно, што е искрено и утре истите тие луѓе ќе можат, нели, ако те гледа тебе како личен пример, Така е. дека Види, ќе може добро, да пронајде што е лажна, што не е лажна имаме вест на и крајот. ние прелетачи. Ти текну на бели прелетачи виче оне царото срце. Да, да. Имаме ние прелетачи, човек кој што во својата кариера 5 пати ќе сврти и не можеш ти да одредиш со него што На е што што. си, да. Меѓутоа па ние имаме политичари кои што биле у 12 партии, кои што немаат врска една со друга по ниедна основа. Тоа не спојво. Меѓутоа функционира и дури некои од нив убаво си поминуваат. Па шарената револуција беше нешто такво, збирштина од Многу луѓе убаво си поминуваат луѓе сето кои што тоа. беа излажани, направени, некои влегоа со приказна, ама имаше еден опсек широк Шарената револуција беше од нели се. Шуто и рогато. од се имаше Шуто и рогато и викаше Оджи, и Попови, и заштитници И на LGBT, LGBT, се, и вакви се, се се. на куп, ама целта беше Целта ја постигна и ги видовме тие што дојдоа. Потоа. Кој и што направија. И што направи и какви направија. привилегии си ја безбедија за себе. Уште едно прашање, има многу брзо ни одиме обетов со тебе, ама ете Добра. тоа значи дека рачунај дека повторно ќе те викнеме во емисијата. Во ред. Да не видиш гостинот и навистина пријатен обедот со тебе. Фала. Еве како новинар, каде ја гледаш линијата помеѓу пристрасност и уредувачки став? Значи, Пристрасноста е по дефиниција проблем. Затоа што пристрасност значи нешто што тебе ти имплицира дека во голема веројатност ќе браниш нешто. И кога не се брани. како што зборевме премногу за И тој е проблем. И кога не се брани. Уредувачко став е нешто друго. Ти нешто браниш ако може да се брани. Ако може. Ако негде има простор за шанса. Знаеш, кога некој ќе направи бербат, и ако тој бербат е поправлив, и ако е направен ненамерно,
без зла намера, без лукративни причини, може да се брани. Ако некој краде и видливо краде, немаш што да браниш. Краде. Краде, да. Ако некој предизвикал катастрофа, што да се правиме сега ние будели? Како што нема и на крајот на криштата, како што нема вистина различна за СДСМ, за ВМРО, за... А вистината е една. Една е. Вистината е една. Тоа е Толкувањата се нешто Тоа е друго. Лопов во една од моите емисии, еден мој гоздин Љузим рече, ако сум албанец, не сум криминалец, вика човекот. Лузим е одлично момче и кој што, Лузим е доказ. Вчера, пред некој ден ми беше во емисија, морам да признам, човек кој што со искреност, со директност, со принципи, си изгради име и репутација. За неколку месеци, речиси. И да биде пример за многу луѓе. Како Апсолутно. дека може во оваа држава. Апсолутно. Дека може да се сакаме, дека Го може да имаме сметам исто за чувство. позитивен пример, за разлика од некои протови кои што излегуваат на телевизија за да бидат гадни. Вака, отворено кажано. Да, и не знам како живеат со тоа искрено да ти кажам. Па живеат. О, какви луѓе има и какви си живеат. Јас не можам да се хранам. Јас мислам дека има луѓе што немаат грижа на совест. И тоа се нарекуваат социопати. Така, тоа е по дефиниција социопат. Човек кој што дури и психопат, човек кој што нема грижа на совест, нема. Веројатно нема совест. Тоа не е болест, сама состојба на умот. Па состојба е. Состојба која- Меѓутоа, кога си таков, Господ нека ти е на помош. А и на тие околу тебе. Тука негде отприлика ќе треба да завршиме. Јас од ното на душата ти благодарам што беше гостин денеска. Задоволството е мое. Посакувам она заспија која можеш да трае со години, бидејќи многу не натера да не заспиеме. На неколку пати дури зората ја дочекав со вас после тоа, или кога ги анализираш сите оние работи. Голем успех ти посакувам и приватно и во твојата професионална кариера. Беше чест да бидам соговорник денеска со тебе во наша емисија. Ти посакувам многу успех во работата. Повторно се гледаме овде во Проверитас, каде што повторно ќе говориме за лажните вести и за вистината и за борбата за вистина. Од денеска ни е драго што си член на платформата Проверитас, бидејќи токму со тоа што го правевте како емисија бевте еден од инпутите да гледаме дека треба да се бориме за вистината и ни представува со на чест. Задоволството е апсолутно мое и тука сум во секое време. Јас вас, почитувани гледачи, ве поканувам да останете на нашиот YouTube канал Проверитас и на сите останати социјални мрежи да го видите ова најново издание на емисијата Проверитас. Не заборавајте, стиснете subscribe и станете дел од борбата за вистина. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proVeritas.mk.